Марио Манасиев има 30 години и сериозни проблеми со слухот, иако други здравствени проблеми нема. Ниту една фирма од истокот за Марио нема работа. Не сум одбиван никаква работа и не е престува ништо проблеми, тешко да е за работа. Па вака јас имам претходно работено, имам искуство во приватна фирма за сладки, па во дрвопроработувачка индустрија и последното беше во конфекција. Идентична е судбината и на Наташа Митева, која освен за себе, пари за живот треба да обезбеди за семејството, но патот до екзистенцијата и за неа е тежок и со многу затворени врати. Аз работа тешко да потреба документи, али ме отфрли. Па или изпомет период, или немат потреба тоа. Вакви проблеми имаат најмалку 1000 од 1500 регистрирани инвалиди во источниот регион. За работодавачите, тие не се омилени работници. Ако останат без работа, а работеле, следниот работодавач 5 години не може да подигне средства од посебниот фонд, но и немаат вештини за секој работно место. Нова надеж за сите нив е новиот закон за вработување, но на него газдите не му се радуваат многу. За нив тоа се дополнителни плати и придонеси, но и несигурност зашто квалификациите кои ним им требаат, овие луѓе ги немаат. Но вака не мислат од координативното тело за вработување на лица со попреченост. Се уште влада една стигма кај нас и предрасуди дека оваа категорија на граѓани не се работно способни, што не е точно. Тие се попослушни, повредни работници од општата популација и некои од работодавците никогаш не стапиле во контакт со оваа категорија и не ги знаат нивните можности и способности. Со посредство на ова тело, во североисточниот регион досега се вработени 76 инвалиди, 270 се обучени за вештини и способности, а обука поминаа уште 150 ментори во компании.